И ја така еден ден читам, листам вестници, шо да видам, се отворила нова приватна болница у Скопје и како гостин у болницава поканет познатиот руски експерт за лечење хемороиди со еден третман, славниот доктор Винокуров. Сега за што се смеете? За ова Винокуров или за ова што лечи хемороиди со еден третман? За Винокуров, така? Добра бе, луѓе, тоа е нормално презиме за Русија, мислам. Еве да кажеме, мислам, вистина е ова, еве да кажеме водечкиот научник за нуклеарна енергија на Сталин се презивал Курчатов. И он толку се соживал со презимето што почнал многу да му се курчи на Сталин и завршил у Сибир. После, Брежнев, нели исто бивши председател на СССР, имал некој советник за одбрана што се презивал Кривојебов. Он исто така се соживал со презимето, кривоебнал и станал ко Боки 13. После сите го памтите, мислам, овој чеченскиот генерал што беше Ашим Дудлаев. За него нема да кажам што се случило кога се соживал со името и со презимето. После оној кошаркашкиот репрезентативец на бивша СССР Куртинајтис, па еве премиеров Путин. Али најсмешно од све беше, не знам, се сеќавате сигурно, ова која потона подморница на Курск пред 10 години. У време која потона Курск, нели Курск потона, унутра останаа заробени живи не знам колку стотина морнари, па тука имаше агонија од не знам колку денови, али тоа беше многу смешно што која потона Курск, у тоа време адмирал на руската флота беше Куроедов. Мислам, ова е стварно вистина, еве можете на интернет да проверите, ова не е лага. И тоа беше многу смешно, пошто нели у агонија морнариве потонати таму у Баренцово море или кај беа, а адмирал Куроедов мораше секој ден нели да дава изјави за печатот. И многу беше смешно вие нашиве презентерки на вести која мораа да му го изговорат презимето на вести. Знаете како изгледаше тоа? Еве на пример оваа презентеркава што беше бивша жена на овој пејачов народна музика, гледа у тоа идиотот и вака од прилика идеше тоа. Денеска адмиралот Куроедов изјави дека можно е да има преживеани на подморницата Курск. И на едно прашање од една руска новинарка, адмиралот Куроедов мислам, стварно не знам, и треба да внимаваат наши фондов за здравство, министерот за здравство, треба да внимаваат кога викаат некои руски, мислам, добро е што викаат руски експерти, али треба да внимаваат какви имења и презимења, мислам, имаат. Треба да мислат и на нашите ТВ презентерки кои што се сите млади и невини. Еве замислете да дојде некој руски доктор со некој такво презиме. А нели сите руски доктори што дајаат тука се високи, згодни, убави, башка богати. И нели е нормално некој од ТВ презентеркиве да се заљуби еден таков доктор, па да се омажи за него и нормално кога ќе се омужи да му го земе презимето. Знаете на шо ќе личат после најавите и одјавите на вестите на телевизија? На пример. Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Татјана Куроедова, а вие ги следите вестите на... Или, на пример, одјава. Тоа беше се за вечерва, драги гледачи. Јас сум Ана Дудлаева, а вие ги следите... Или, добро вечер, драги гледачи. Јас сум Маја Добројебова, мислам. Абе, како ќе искочат од студио, бе? Па сите комши има да ги утепаат од дупење. Мислам, вербално. Не се. Таа работа приказна со Курск заврши, нели, како што знаете, трагично, искочи дека тој адмиралот Куроедов не се соживеа толку со своето презиме, колку што со неговото презиме се соживеа морнарите на Курск, па го изедоа урод. И да продолжам со приказнава, влагам ја у таа новоотворената приватна болница. Шо да видам, бе, ова не личи на болница, си викам. Ама викам, добро, викам. Почеток е, кириите скупи, па викам и злате почна со киоск за плескавици. Влагам натре, ми искаче еден тип со мајца 5XL, на која што пишуваше донација од Република Македонија. Стомакот не му беше донација од Република Македонија, али му беше импозантен, као да му е донација. И ми вика,
со како вика што е работава, му кажувам вака и вака, вика тој вика сега доктор Винокуров е со еден пациент кој ќе заврши, ќе ве прими третманот и вика ќе ве чини со преглед од 4500 денари. Ама вика ве молам, од кога излезете овдека да не зборувате за работата на доктор Винокуров. Па викам, добро бе, зашо онда бапнало оно кај реклама у вестник како не сака да се зборува за работава. Вика, не прашувајте многу, бидете среќен што доктор Винокуров ве избрал да бидете еден од малкумината што ќе бидат излечени. Викам, супер, многу ми е драго кога сум избран у елитата. Така еднаш од оваа туристичкава агенција кај Палома Бјанка ме избра, нели, у елитата, па ме дадоа ваучер од 600 евра, па после морав да доплатам уште 9900 евра да идам 10 дена у Шпанија. Али тие 10 дена ми се видоа многу пари, па затоа не уплатив. Нели, да не арчам многу агенција. И не сега влагам у чекалната, чекам, ете ти од една врата се отваре и од тамо ми доаѓа у пресрет еден доктор у бел мантил, висок, плав, убав, као Путин. Ми доаѓа вака срдечно и ми вика: "Ја руски человек, ја врач, вие здрав?" "Не, доктор Винокуров", викам, "ја не здрав, ја у дефект." "Кој здрав бе", викам, "доаѓа доктор Винокуров бе", викам, тука. Па здравите се или на курви, или на комар, или у парламент. А ја мора да не сум здрав, шом дојдов тука да платам 4500 денари преглед. Али ова не му го кажав за да не ја ебам у старт до вербата на доктор и пациент. И он мене вака ме гледа и ми вика на руски: "Доджи." И ја доаѓам до него, он отвора една врата и ми вика: "Уджи." И ја влегувам внатре и сама што влегов се стаписав. Леле, викам, докторе Винокуров, кој кур те донесе овде у фиром да ја го нафиромам на цела твоја фамилија? Баќушкава на средина на собата стал еден од оние мртовечкине столови. Прв пут видов таков уживо. Мислам, јас сум гледал стотици такви оваа серијава CSI од Мајами до Њујорк. Али прв пат гледам уживо. Го натенкирил на сред соба, стајал едно чаршавче преку него и јас си реков, готово е. Сега Винокурче ќе ти извади и срце, и бубрези, и бели дробои, и зуби, и све ќе прати по Сити Байк за Косово.